Почитувани, состојбата во образованието е полоша и од времето кога заменик министер за образование беше Герамичиевски од СДС. После партиските вработувања и спроведениот реваншизам, ситуацијата станува уште полоша. Во овие 6 месеци се нема спроведено ниту еден проект во ниту едно од основните и средни училишта во општина Прилеп. Според електронскиот систем за јавни набавки, прилепските училишта немаат постапки за јавни набавки. Хигиената во училиштата е на алармантно ниво. Ко прашуваме градоначалникот Илија Јовановски, дали поради ваквата ситуација во образованието не сакал да ми ги продолжи мандатите на ВД директорите во училиштата. Дали не сакавте да им ги продолжите мандатите на ВД директорите, бидејќи не можеле да го положат испитот за директор? Дали според него дел од ВД директорите заслужуваат уште едно продолжување на мандатите по еден ваков колапс на образованието во општина Прилеп? Дали се ова вашите најспособни кадри? Јавно прашуваме, дали се побарани средства од општината за реализација на некој проект? Дали некој од директорите доставиле премер пресметка и предлог проект? Дали сте свесни за состојбата во училиштата? Катастрофалното работење во училиштата го потврдивте со тоа што во сите училишта ги сменивте ВД директорите и ги поставивте педагозите за ВД директори. Уште при нивното поставување ве опоменувавме дека се незаконски поставени. Градоначалниче Јовановски, ве прашуваме што ќе превземете за физичката пресметка помеѓу претходната ВД директорка и актуелната ВД директорка во едно основно училиште во градов. Ваквото ноншалантно владење е на најголема штета на нашата младина. Заборавивте дека со привилегиите доаѓаат одговорности, па решивте да го уживате само првото. Го повикуваме јавното обвинителство под опрен глас да спроведе истрага за неспроведување на законот за јавни набавки во училиштата, да спроведе истрага за оние директори кои покрај стечениот ВД мандат подпишувале до моментот на нивната смена. Исто така го повикуваме Државниот пазарен инспекторат да превземе мерки во своја надлежност за катастрофалната состојба во образованието. Ваквото однесување мора да има одговорност. На крај, би им ја честитале матурата на матурантите, на нивните родители и наставници и им ветуваме подобра иднина со промената на власта во Прилеп. Прилепчани заслужуваат подобро.